Од печатницата Киро Дандаро во Битола денес почна дистрибуцијата на над 1 милион избирачки ливчиња за вториот круг од локалните избори што ќе се одржат во недела, 2 ноември. Граѓаните ќе избираат градоначалници во 32 општини и во град Скопје, а ќе има и прегласување во Шуто Оризари. Изборите ќе ги следат над 1500 наблюдувачи, а гласањето за болни и затворени лица ќе биде во сабота. Во текот на 43-та недела од 2025 година, од 20 до 26 октомври, во земјава се евидентирани 56 случаи на групни пријави за заболени од грип, заболувања слични на грипот, што е намалување од над 30% во однос на претходната недела, соопшти Институтот за јавно здравје. Најмногу заболени има во Гостивар и Куманово. Инциденцата е под сезонскиот праг, што значи дека грипот се уште не е активен. Од почетокот на сезоната се регистрирани 244 случаи, а вакцинирани се над 31.000 лица од ризичните групи. Минатата година 65,5% од енергијата во земјава била обезбедена од увоз, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Вкупната енергетска потрошувачка изнесувала 2,5 милиони тони нафтени еквиваленти, а најголемо учество имале нафтените продукти. Домашното производство опаднало за над 10%, најмногу кај лигнитот и хидроенергијата, додека соларната енергија пораснала за 140%. Обновливите извори учествуваат со околу 40% во електричното производство. Генералното собрание на Обединетите нации со 165 гласа за усвои резолуција со која се осудува економското ембарго на САД врз Куба, што трае веќе 33 години. Против гласаа 7 држави, меѓу нив и Македонија, а 12 беа воздржани. Куба обвини дека Вашингтон вршел притисок врз земјите да гласаат против, додека САД тврдат дека режимот во Хавана ја користи резолуцијата за пропаганда. Иако не е обврзувачка, мерката ја изразува глобалната поддршка за укинување на блокадата. Рускиот нафтен гигант Лукойл објави дека ги става на продажба сите своји странски средства по новите санкции од САД. Компанијата веќе разгледува понуди од потенцијални купувачи, а рокот за прекин на работењето според лиценцата на САД е 21 ноември. Одлуката ќе влијае и на мрежата на бензински пумпи во Македонија, каде што Лукойл има околу 40 станици и неколку стотици вработени. Српскиот председател Александар Вучик побара од САД повеќе време за решавање на сопственичките прашања во нафтената компанија НИС поради американските санкции против Газпром нефт, кој поседува контролен удел. Поради санкциите, Хрватска ја прекина испораката на нафта за рафинеријата во Панчево, која сега работи со резерви до 20 ноември. Вучик се надева дека Вашингтон ќе избегне секундарни санкции додека Србија не најде решение и ја повика Америка да не ги казнува српските банки. Босна и Херцеговина се соочува со рекордно ниска стапка на наталитет. До крајот на октомври се родени само 23.663 деца, речиси 9.500 помалку од минатата година. Покажуваат податоците на идеја на Босна и Херцеговина. Најмногу новороденчиња има во Федерацијата Босна и Херцеговина, потоа во Република Српска и Брчко. Земјата нема ажурен попис од 2013 година, а демографите проценуваат дека денес во Босна и Херцеговина живеат најмногу 2,8 милиони луѓе. Според Обединетите нации, до 2100 година населението би можело да се намали на 1,3 милиони. Председателот на Федералните резерви на САД, Джером Пауел, ги предупреди инвеститорите дека второ последователно намалување на каматните стапки во декември не е известно. Банката ја намали клучната стапка за 0,25 поени, на опсек од 3,75% до 4%. Затворањето на американската влада го отежнува следењето на економските податоци, а дел од креаторите на политиките стравуваат дека пребрзото олеснување може да ја засили инфлацијата, која и натаму е над целта од 2%. Американскиот председател Доналд Трамп и кинескиот лидер Си Џинпинг се сретнаа во Бусан, Јужна Кореја, на разговор што траеше повеќе од 90 минути. Трамп ја оцени средбата како неверојатна и најави намалување на царините за кинески стоки за 10%, додека си порача дека САД и Кина треба да бидат партнери. Лидерите се договорија да ја продолжат соработката, а Трамп најави посета на Кина во април следната година. Постудени утре и повисока дневна температура најавија од Управата за хидрометролошки работи во периодот што следува. Под влијание на висок воздушен притисок следува период на стабилно и суво време со постудени утра, а дневната температура ќе биде во пораст, особено во деновите од викендот. Предпладне поодделни котлини и речни долини ќе има услови за појава на магла, потенцираат од Управата за хидрометролошки работи.